Добро вечер. Две големи фудбалски имиња во денешната куќа на фудбалот. Зоран Бошковски Чоко го даде првиот гол за Македонија во Крањ против Словенија. Срđan Захариевски беше дел од младата репрезентација на Македонија до 21 година на првиот надпревар во Кочани против Данска и победата од 5-3. Сега зборуваме за домашни фудбалски теми. Останете со нас. Гости во куќа на фудбалот, Срđan Захариевски и Зоран Бошковски Чоко, двајца великани на македонскиот фудбал. Најпрвин ви благодарам што сте тука. Убаво е човек да ве види кога разговараме на фудбалски теми. Па, благодариме на поканата. Најпрво да ги честитаме велигденските празници. Секогаш сме тука за фудбал, присутни, секогаш кога ќе не поканите за оваа тема, никогаш нема да ја одбиеме. Главна тема вечерва во куќа на фудбалот ќе биде националниот шампионат. Битката за титулата е веќе известна. Вардар ќе ја одбрани веројатно титулата во македонската прва лига. Шкендија и Вардар се знаеше дека ќе играат главна улога во првенството на Македонија, но што според вас се клучните моменти кои го решија прашањето околу победникот во првата лига? Па, секако дека меѓусебните дуели се тие главен фактор што го решаваат и шампионатот, бидејќи тие две екипи и финансиски и играчки и на секое поле се многу поголеми од останатите екипи. За прв пат после 24-25 години колку е самостална државата, колку е фудбалското првенство на Македонија, се подели лигата на 3 дела. Две екипи, како што кажавме, Шкендија и Вардар. На средината се екипите што и сега котираат на средината на табелата и останатите како Царе Двор и Металург без никакви шанси, каде што и во пролетниот дел не можеа со својот квалитет нити бод да отрнат ни од средината на табелата, ни од долниот дел на табелата од екипите, а да не збориме за Шкендија и Вардар. Тоа не е добро за нашиот фудбал, така да има толку голема разлика. И тие меѓусебни дуели, да се вратам на прашањето, само тие меѓусебни дуели, и ако стане вака, само меѓу нив ќе се решава првенството, иако од средината на табелата би можел некој да им направи како Силекс на Вардар и Силекс на Шкендија во Кратово, може да им отргне бодови, но сепак тие бодови може да бидат решавачки на меѓусебните дуели. Не мора да значи дека ќе бидат клучни. Не, да, решавачка ова првенство беше само меѓусебните дуели. Бошковски? Па би се сложил со Срле. Мислам дека двата клуба се најквалитетни оваа година. Имав можност да ги гледам и двата надпревари, и во неделата и минатата недела. Мислам дека беа равноправни надпревари, одлучија неколку нијанси, односно неколку моменти. Во првиот надпревар кој заврши 1-1, мислам дека равноправна беше играта, дека Шкендија имаше повеќе последна топка во одредени моменти, Вардар имаше неколку ситуации во прво полувреме, Шкендија повеќе во второ, додека вториот надпревар мислам дека прво полувреме Вардар беше подобар, за разлика од второто полувреме каде што Шкендија имаше неколку навистина изгледни ситуации, навистина Пачовски извонредно реагираше, практично го спаси Вардар во тие моменти, иако мора и во тие ситуации да реагираат подобро напаѓачите на Шкендија, односно тие фудбалери што се најдоа во таа ситуација. Мене нејасно ми беше неколку работи на тој надпревар. Прво со таа измена што се деси во 20-та минута кај Шкендија. Зборуваме Акраповиќ кога го замени Неджипи. Во 20-та минута навистина несфатливо да се замени играч на толку важен надпревар, без разлика и да, иако он за тие 20 минути сосема коректно одигра, така да и ден и сега не ми е јасно зошто се направи таа измена, која мислам дека малку ја измести Шкендија од ритам, додека влезе нов играч, додека тоа се вклопи, помина полувремето, во второто полувреме беа подобри, во одредени ситуации има повеќе шанси, но сепак секоја ќе се собере и одземе. Мислам дека на тој надпревар Вардар беше подобар баш за тој гол. Вие имате секакво право да коментирате за било која фудбалска
тема, за било кое фудбалско прашање, за било која фудбалска одлука, дали се работи за управата на некој клуб или за одлуката на тренерите. Сметате дека е погрешно тоа што го направи Акраповиќ, имајќи в предвид дека со еден тим, речи си идентични 11 фудбалери, освои 21 бод на претходните 7 надпревари и сега кога го има најбитниот надпревар во джебот, тој реши да се коцка. Па добро, јас не можам да кажам дали погреши Акраповиќ, бидејќи он најдобро знае зашто ги има 24/7 фудбалерите, присутен е на секој тренинг, знае се што се дешава во и каква состојба се, дали се спремни, кој како, дали спиел, дали доручкувал, дали јадел, дали има милион фактори и секогаш тренерот е управо. Дали сгрешил, потоа судат резултатите. Еве да го преформулираме прашањето. Струката го доби надпреварот за Вардар? Гоце Седловски во однос на Бруно Акраповиќ? Па добро, не можам да кажам дека струката во фудбалот има и фактори и среќа. Фактор, не знам сега дали било опсет или не е опсет голот, ако е опсет е нерегуларен гол, сега не сме ние овде судиска организација па да оцениме дали е опсет или не. Добро, така судиски грешки се случуваат и на многу поголеми надпревари. Така Паметиме Тиери Анри, голот со рака, Франција против Ирска во бараш надпревар за светско првенство. Има такви случаеви, но сепак и факторот среќа е голем. За тренерскиот заедниот е исто голем влог. Тоа го слушнавме и на предавањето за пролиценца во НИОТ, каде што факторот среќа е 50%, што тоа е огромен процент, а сите други фактори се уште 50%. Мислам дека Акраповиќ пак ќе се навратам дека он најдобро знае, сигурно дека он највеќе сакаше да го победи тој надпревар и да ја освои титулата и тоа на градски. А што се случи ќе се доврзам на измената со Чоко, пак он треба да одговори на тие прашања, бидејќи он одговара за секој резултат, одговара пред управата, одговара за сите потрошени финансии, бидејќи не е само тренер, тој е и менаџер на тоа, располага со огромен буџет, така да тоа е нивна внатрешна работа, интимна работа во клубот, каде што он треба да поднесе извештај и да каже дали сгрешил и кај сгрешил. Мислам дека, пак ќе кажам, тренерот секојаш има право. Релативно непознат беше Бруно Акраповиќ во нашиот фудбал, за нашиот фудбал, и ја направи ли Шкендија истата грешка како Вардар со Сергеј Андреев? Владко, прво би се надоврзала на делниот надпревар уште еден момент, кога го спомнавте за струката. Мислам дека во неделниот надпревар што Вардар го победи, имаше влијание и дел од струката. Ќе кажам неколку моменти. Прво е тоа што таа измена во однос на Шкендија, додека мислам дека Седловски направи добри измени пред надпреварот, што на местото на Черан го стави Стојков, кој е многу побрз, поподвижен, и клучниот момент беше играњето на Стефан Спировски во средината, каде што ги надигра играчите од средниот ред на Шкендија, и таа беше таа превага што мислам дека го доби надпреварот Вардар. Иако сите очекуваат дека Шкендија ќе биде најмалку рамноправна во тој дел од теренот со Алими и со Штефан Војчич. Не велам дека они не одиграа добар надпревар, одиграа коректен надпревар, но мислам дека Стефан Спировски даде во тој дел на тој надпревар еден добар баланс, една добра раздвиженост, еден добар спој со напаѓачите и играњето на Стојков и на Асани, кои се многу подвижни, многу брзи. Мислам дека беше тоа клучот во првото време, посебно да дадат гол и да направат уште 2-3 ситуации. Направи ли грешка Шкендија слична на таа од пред неколку сезони на Вардар, кога го ангажираше непознатиот Сергеј Андреев за шеф на стручниот штаб? Добро, јас сега и не навлегов во анализата, јас само кажав пред тоа какви се потребите на еден тренер. Секако дека раководството на клубот е тоа што одлучува кој ќе биде тренер и кои се целите на клубот. Како што кажав, тренерот секогаш има право, така да и газдите. Ама ние го гледаме веќе 8-9 надпревари со куп надпреварите, 10 надпревари на клупата на Тетовскиот прволигаш и веројатно можеме да дадеме барем некоја
општа оцена за работата на Добро, Крапович? тоа е, пак ја повторам, тоа е нивна внатрешна работа, само мене една работа не ми се свиѓа. Она што неговата изјава, дека ние сме затоа на 141 место, ние знаеме на кое сме место, знаеме кај живееме и малце тоа мене лично многу ме погоди, многу не иритира што би рекол Чоко. Не е он да каже ние кај сме и на кое место сме. Ние сме свесни на тоа, ние ќе работиме и ние сами ќе се извадиме и ќе бидеме многу подобри. А секој тренер што бил овде, дали Андреев, дали е Дуро, дали е Акрапович, дали се странци фудбалери, мислам дека подобар пречек и подобар прием од Македонија никогаш немаат. Така да изјавата не му е на место, ако е таа точна изјава, и не знам во кој контекст ја кажал, и не му е на место и не е он да кажува дали ние сме на тоа место, без да ни кажува ние знаеме на кое сме место. И знаеме кај ни е фудбалот, ама ние сами ќе се извадиме со работа и со било што. Такви не тренери, него такви интернационалци што би дошле во нашата држава, мислам дека не ни се потребни во државата. Друг момент кој исто така се посочува во јавноста како еден од клучните е префрлањето на притисокот за освојување бодови врз грбот на фудбалерите на Шкендија. Колку тоа влијаеше врз надпреварот и врз резултатот на крајот на краиште? Па сигурно, Златко, дека влијаеше. Дека беше поголем притисок кај Шкендија, зашто имаа 2 бода помалку и вториот надпревар исто така се играше на... Ама се во битка за куп титула, за разлика од Вардар, кој по Апсолутно, секоја цена мораше али веројатно во сопствените редови да мисли на титула. За неделниот надпревар за тој првенството Вардар беше во подобра ситуација, затоа што во некоја рака на Вардар во крајна линија и да не загуби му одговараше. Додека притисокот беше кај Шкендија, зашто единствено со победа Шкендија имаше голема можност да стане шампион. Вака и во ситуација и да загубат или да одигра Вардар нерешено, сепак имаше уште 3 надпревари и евентуално и со нерешено 2 бода предност можеше со 3 победи да ги направи тие 3 победи и повторно да биде шампион. Но сепак требаше тој притисок да успее, нормално и тренерот и раководството да го намала тој притисок, али тоа е многу тешко, тоа треба многу стручност, многу знаење, многу квалитет да успееш од притисокот од играчите да го превземе тренерот или да го превземе, да речеме, раководството. Сепак има и уште еден детаљ, мислам дека во однос на шампионска титула многу им недостасуваше Ферхан Хасани. Тука нема дилема. Да играше Хасани, да не се повредеше, сигурно ќе беше друга приказна. Шкендија, рака на срце, очекува надпревар за титула оваа сезона против Работнички во Купот на Македонија. Се игра на 16 мај. Сега веројатно притисокот врз плеките и на тренерот и на играчите ќе биде уште поголем, за разлика од Работнички кој брани титула, но реално е еден вид порелаксиран во однос на тој надпревар. Да не речам аутсайдер. Па добро, Шкендија е поквалитетен тим, тоа се виде цела сезона од Работнички. Но сега како ќе им делува и тој психички момент после овој пораз од Вардар, од одлучување од титулата, дали ќе можат да се вратат во она светло како што ги одигра цела година надпреварите. За Шкендија е добро што Ферхан Хасани со изјавите дека се враќа, дека почнува да тренира. Според вас тоа е добро? Да се врати во таков надпревар со толкаво значење, по толку голема пауза? Ферхан Хасани им е потребен, не мора ни да игра. Ферхан Хасани самото присуство на тренизите дава некоја сигурност. И оној надпревар, вчерашниот надпревар со Сити, доволно е Кристијано Роналдо што беше присутен таму, не мора друго е да не отпатуваше за Лондон. Така Ферхан Хасани дали ќе го игра финалето или нема, дали ќе влезе или не, дава некоја она психолошка постабилност во екипата. Сега Шкендија го има квалитетот, но ќе видиме на психолошка основа, на психолошка база дали се они спремни да го одиграат финалето на најдобро ниво. Веќе неколку години, десетина можеби, постојано велиме немаме фудбалер со чувство на гол од типот на Чоко, немаме креативец
од типот на Захариевски. Чувствувате ли дека во блиска иднина можеме да го добиеме новиот Чоко или новиот Срле? Повели колега. Па добро, тоа иде поврзано. За мене Дарко Панчев и Чоко со осет за гол се играчи што она за голгетери. Вие игравте заедно во Силекс, славевте Така заедно да 5 титули. Така да, по 3 шампионски титули и 2 купа освоивме заедно со Силекс. Така да не бил Чоко, да сигурно нема да бидам ни јас истиот. Значи секој она мое додавање, ако него он прочита, ако не ми отвори, во народот се вика ништо не прават, тие само стојат и треба да ми однесеш да дадат гол. Они се најбитните играчи за везните играчи. Ако он со неговото движење него отвори, јас не би бил оној играч што во тоа време сум бил. Така да, а исто и Чоко, ако неговото движење нема правилно додавање или она отварањето не можеш да му ја додадеш, не можеш да го проиграш, не можеш да му го направиш вишокот, а најтешко е да се даде гол. Така и покрај Дарко, ќе кажам и Дарко, исто Савичевиќ, дали бил Пикси, Савичевиќ и Просинечки, големината на Дарко ги направи тие играчи уште поголеми. За да не се навраќаме на Вардар, збориме за шампионската титула. Би бил Захариевски во твоите топ 3 соиграчи? Сигурно. Би бил, затоа што поминавме на вистина добар период заедно и многу добро соработувавме. И сега да се навратиме на суштината на прашањето. Може од овие наши терени да изникне во буквална смисла на зборот нов Чоко? Затоа што јас мислам дека може, само треба да си има трпение. Сите сватија дека ни треба гол. Јасно, иако сега малку во одредени ситуации се менува играта и све, но сепак на крај све се сведува на крај тоа да играш и да постигнеш гол. Мислам дека има добри млади фудбалери што можат нормално со трпение, со работа да барем да го подигнат своето ниво на игра и да придонесат за уште подобри игри и уште подобри резултати на македонската репрезентација. Вие бевте и дел од стручниот штаб на репрезентацијата до 21 година, која сега е во фокусот на вниманието на фудбалската јавност кај нас. Виктор Ангелов видовме дека има чувство, можеби не е на нивото на Чоко од најдобрите денови, но можеме да се надеваме дека со работа и со многу труд ќе достигне уште поголемо ниво кое што ќе ни носи резултати. Мислам дека и Виктор Ангелов и Маријан Радевски и Кире Марковски се одличен потенцијал, добар потенцијал, ги знам зашто сум бил и тренер и практично и ги внесов во репрезентацијата до 21 година. И работев со нив, и Сержан исто му беше тренер Ангелов. Мислам дека имаат добар потенцијал со надпревари да бидат уште поквалитетни и за во наредниот период да бидат и носители на играта во нашата репрезентација. Она што на сите веројатно ќе им недостасува како фудбалска фела, тоа е Металург кој што беше клубот означен како расадник на таленти. Веројатно од идната година нема да го гледаме тоа. Секако, мислам, најголемото разочарување и за мене, а секако и за сите спортски работници е Металург, испаѓањето на Металург. Еден, што да кажам, работев 3 години таму како прв тренер. Многу промовиравме играчи, сега збориме конкретно за Ангелов и за Радевски. Радевски беше играч кај што јас го најдов позади гол тренираше, немаше место кое се играше на 2 гола. Ангелов исто од работнички, шуднат од работнички, оставен, дојде кај нас, добија шанса и играат и сега сме и јас, дека не сум сгрешил, сум горе на нив кои гледам младата репрезентација и како напредуваат. Многу фудбалери во сите категории беа први, од пионери, од млади пионери, кадети и младинци. На вистина, од цела Македонија се собираа играчи. Металург плаќаше по 10-15 стана. Тоа беше
еден вид селекција од цела Македонија. Само за тие играчи. Има по 2 пати јадење, имаше стипендисти и не знам што се случи. Одигравме со децата, одигравме 3 кола, трето коло испаднавме, 3 кола отидовме у Европа и тоа кога отидеа по возрастните играчи, што значија за клубот, кога станавме само со 90% од децата од школата, го направивме тој резултат, игравме добро у првенството и наредната година, за жал, не знам што се случи, испаѓа од лигата и тоа е за мене најголемото разочарување, не само што сум играл, него навистина имам само пофални збори за тој клуб, бидејќи можам да кажам дека никогаш од управата и од било што никаков притисок нити сме имале. Ни за некое дете, ни за некој надпревар, за било што. Тоа може да го потврдам и затоа ми е криво за тој клуб. Мислам дека клуб што работеше на германска основа. Освен кога е во прашање инфраструктурата, ама тоа не се однесува само на Збориме Металург, како туку и за функционираше. останатите тимови. Да, ако имавме ние некој дека се направеше тренинг камп, ако се направеше, тој клуб за 3-4 години ќе беше неприкосновен во Македонија. Само од своји таленти. И тренерите во школата многу се дадоа во тој период посветени на децата, и децата се собираа, сите сакаа да дојдат. Не знам што се случи преку ноќ и стварно ми е криво и големо разочарување за мене Металург што веќе нема да го гледаме во прва лига и не знам обстанокот на тој клуб понатаму како ќе биде. Ке заврши за некоја седмица приказната околу нашата фудбалска сезона 2015-2016 и сите погледи веројатно ќе се насочат кон европските купови. Лани видовме на кое ниво е Шкендија, на кое ниво е Вардар, на кое ниво е Работнички. Работнички имаше најдобри моменти кога се во прашање над преварите од европските лиги, но постојано како јавност бараме резултат повеќе. Дали сме со преголеми очекувања кога се во прашање тие над превари од европските купови? Мислам да, дека иако секогаш сакаме повеќе, секогаш сакаме едно коло повеќе да поминеме, и тоа е нормално. Затоа што овие екипи Шкендија и Вардар во суштина ги создаваа за тие надпревари европските. Да, но сепак не е доволно со година-две да тоа што се создава и да сите што очекуваме да поминеме трето или четврто коло во квалификации на Лига Шампиони или во Лига Европа. И минатата година имав може да ги гледам надпреварите, иако Вардар имаше добар резултат во првиот надпревар во Кипар. Сепак тоа со тој потенцијал што располагаше не беше доволно да успее да го помине противникот од Кипар. За разлика од Вардар, Шкендија имаше два, би рекол, легал надпревари, беше многу блиску со Абердин, двата надпревари нерешени, беше многу блиску да помине во второ коло. Но сепак мислам дека треба уште Работнички направи добар резултат. После тоа имаше проблем во првенството. После тие добри резултати во Европа. Така да мислам дека треба уште понапорна работа, уште подобра селекција за да успееме да и трпение, за да успееме да поминеме барем едно или две квалификацијски кола. Добро, јас ќе се надоврзам со ова. Јас не можам да се сложам овде со Чоко, бидејќи ние пред 15 години кога бевме на праг на Лига на Шампиони, јас како играч како на Вардар тогаш, Работнички истото го направи пред 10 години, беа на праг на Лига на Шампиони. Сега после 15 години, после 10 години ние да не можеме едно коло да поминеме, мислам дека треба да кажеме стоп. Нешто е проблем во нас. Во самите нас. Не мора да ни кажува, ќе потенцирам уште една шакрапоч, не мора да ни каже некој од страна. Проблемот е нешто во нас. Единствено работа со млади категории, условите се многу подобри од ние кога сме играли, ние кога сме тренирале, него едноставно ги немаме, треба ги вратиме децата. Треба да ги вратиме децата да го сакаат фудбалот. Не да играат на PlayStation или на игри па играме фудбал. Да ги вратиме, едноставно
оној уличен фудбал за мене правиот фудбал каде што се базата кај што ќе се тој уличен фудбал кај нас го нема. Мислам дека немаме ние веќе ни позади школски двор онака кога сме играле ние, ни на улица, ни џабе игралиштата кога се празни. Сега имаат игралишта и рефлектори, гледам по населбите и никој нема. Може да се собере некој постар како нас и ајде да играме малце ради рекреација. Децата мора да се вратат. И само така може нормално преку едукација на тренерите и да играат само оние што го сакаат фудбалот, а не оние што се донесени да на сила да тренираат фудбал. Разговараме веќе 40 на минути без малку. Не ви е чудно што не ја споменавме А репрезентацијата на Македонија? Па добро, а Краповиќ ја спомна. Беше домашен фудбал, домашно првенство. Иако е све тесно поврзано, домашното првенство е тој филтер за селектирање на фудбалери за репрезентациите и за 19, 21 и за А репрезентацијата, тоа е нормално, све е поврзано. Добрата работа во клубови, добрите резултати на клубовите произведува и поквалитетни репрезентативци. А и добро е бидејќи на тој начин па не создаваме дополнителен притисок врз Ангеловски, селекторот на репрезентација. Па нормално мора да се работи пред се во клубовите, да се подобро организираат клубовите, да имаат подобри резултати, за да можат селекциите да црпат квалитетни фудбалери. Сметате дека Ангеловски во овој момент ја има најнеблагодарната работа во Македонија? Па не би рекол дека А репрезентација е привилегија за секој. Така да не е најнеблагодарната работа, тоа е најблагодарната работа што може да има некој тренер и тоа е врв престижна и тоа е врв на кариера на секој тренер да биде селектор на својата земја. Од аспект на состојбата на ранг листата на А репрезентацијата, од аспект на надпреварувачката форма на репрезентативците и изборот на крајот на играчите. Да, ама јас мислам дека ние грешиме во тоа што еве ќе излезе некој од Шведска играч и ќе идеме да го донесеме. Ќе го убедуваме да играме најдобрите услови, да се вратиме малце во минатото, најдобрите услови, најдобрите репрезентативни настапи и кога дојдовме до бараж, ние бевме 90% од. Да, ама тука и да составиме 10 играчи не можеме да најдеме профил како Аријана Деми на пример. Не се сложувам. Со Аријана Деми сигурно не отидовме на европско или светско првенство. Ние мора да се осврнеме. Само одигра само неколку надпревари. Поентата ми е ние мора да направиме играчи, да створиме, да ја подобриме лигата. Ние преку нашата лига стигнавме до бараж. Да не кажувам резултати некои што се осварија и за репрезентација и млада репрезентација. Сега ние бод со Франција, па стварно е голем бодот. Али не да се слави сега голем бод со Франција сме освоили. Па паднала Данска, паднала Белгија, кога биле врв на фудбалот за млади категории зборими, тоа у 21. Зборувате за првиот надпревар на младата репрезентација во Кочани, 5-3 против Данска? 5-3 Данска, 3-0 Белгија, има многу 7-1 Бугарија, Бугарија 0-2 у Бугарија, значи тие не можеле да припарат до македонските играчи. Тоа се македонски играчи. Значи ние мораме лигата да ја подобриме, да не бараме играчи само од страна. И јас на тие играчи секоја чест играат на страна, јас се сомневам во тој квалитет. Значи мораме да работиме, да ја направиме лигата, да се подобрат условите, играчите, да ги вратиме децата и од тука тие играат и од срце, тие ќе играат и за државата, тие ќе играат поинаку него овие звезди кога наводно звезди кога би дошле од страна. Јас доаѓам од страна, тоа не е Реал Мадрид, Барселона или Бајер Минхен. Значи само наши фудбалери, лигата и од наши фудбалери тука да произведуваме и ние ќе направиме успех. 4 бода ќе освоевме и со наши фудбалери. Не знам дали се служувате 4 боди за квалификација, Луксембург една победа у 93-та минута. Значи, што е разликата да игравме со наша лига? Може ќе освоевме и 8. Сакам да кажам дека не треба се залетуваме само по странски играчи. Ништо не се поквалитетни од нашите, ама треба ние да многу работиме. Веројатно да
си на местото на Ангеловски би размислувал и би давал поинакви изјави, ама теоретски е многу полесно да се каже отколку да се биде Не, на да се биде јас на го тоа кажувам и да сум селектор, јас го кажувам моето мислење, јас би играл со 60-70% на наши играчи. На крајот секој одговара за резултатите, својата работа како што и за кажавме и резултатите. за Шкендија и за Вардар, кај тренерите, да. Чувствувам дека за Зоран Бошковски е многу подрага таа млада репрезентација од причина што бевте битен дел од селекцијата и имаат многу важен надпревар против Украина во Киев на крајот од месец мај. Можеме ли да го направиме тој толку посакуван чекор да се пласираме барем во бараж за европско надпреварување? Значи, Златко, двете репрезентации ми се драги. И како играч 4-5 години во репрезентацијата, и како тренер во репрезентацијата до 21 години, 5 години. Мислам дека е сега сме во добра ситуација. Во многу добра ситуација и мислам дека ова треба да се искористи. За, како што спомнавте, за надпреварот со Украина на 27 мај, кој мислам дека ќе биде клучен за понатамошниот тек. Без притисок, без некое морање, ако се успее да се одигра и таму квалитетно, да се направи добар резултат, тогаш ќе бидеме во уште подобра позиција. Да се надеваме дека ќе биде така, како што се надевавме дека генерацијата на Срđan Захариевски игравте заедно и во А националниот тим, можеше да постигне и многу повеќе, но знаете како велат, кога ги имавме најдобрите фудбалери кои играа во големи европски клубови, па дури ни тогаш не бевме блиску до пласман на големо надпреварување. Сега бараме премногу. Па, мислам дека бевме барем на надпревар до бараж. Зборуваме Тој за надпревар Литванија? Литванија, да. Го изгубивме тој надпревар и се оддалечивме од баражот. Мислам, тој надпревар беше најблиску до нешто да постигнеме. Но сега и со зголемување на бројот на репрезентации 24 мора да го бараме местото. Мора да го бараме. Сега секоја втора иде на европско првенство, значи мора да го бараме местото и ние да отидеме на некое надпреварување, ние да израдуваме јавноста, ама треба многу работа. Треба многу работа. Подобрено е инфраструктурата, не кажуваме за разлика од ние кога сме тренирале, а сега е како да ги вратиме децата. Децата само може да ги вратиме преку клубовите, преку школите, средени клубови, сами децата ќе се вратат, да се помине некој европски надпревар. Мислам дека бевме сведоци кога Работнички отиде трето коло, Работнички не е Вардар па да го наполни прво коло, неко како отиде трето коло, доаѓа публика, Металург како отиде со Омонија, доаѓа публика, значи луѓето веќе, македонскиот народ, барем за фудбалот, сме некако подредена ситуација и секогаш што на ведната глава си идеме дома. Желни се за да победиме и затоа ги нема на стадионите. Секогаш губиме. Мора нешто драстично да се каже стоп, тргнуваме нешто правиме, тоа е концептот и да ги вратиме децата. Мора да се врата децата, мора да играат тој уличен фудбал, мора да играат позади школа, мора да живеат тие што ќе живеат за фудбал. На крајот и вашиот фудбалски багаж ве обврзува да влијаете на тој начин. Секако. Ние сме секогаш и ја почнав и така емисијата дека секогаш сме на таа тема отворени. Вашиот последен ангажман беше во Металург, на Бошковски во Тетекс. Сега сте отворени за тој тип на понуди? Секако штом сме се одредиле тоа да го правиме во животот, секако дека сме отворени, но искрен јас ќе бидам и не идам секаде. Не по секоја цена. Јас имав понуди, веќе на година скоро после Металург не сум тренер. Не сакам не на сила, него не сакам некој да прифатам нешто што не е по она што јас сакам да го работам. Затоа треба клубовите многу да се подобрат од внатре. И да привлечат имиња како Бошковски или Захариевски. И да видиме као Металург, оној стариот германски систем, пак ќе се навратам, криво ми е за тој клуб. Ви благодарам што бевте гости во Куќа на фудбалот, ви посакувам многу успех и многу здравје.
Ја гледавте Куќа на фудбалот. Наши гости вечерва Срđan Захариевски и Зоран Бошковски. Поздрав, се убаво.